Ние поминуваме понатаму на нашата редовна рубрика Добро утро за утринава. На телефон би требало да го имам колегата Махи Несими. Махи, добро утро. Добро утро. Махи Несими, наш публицист, познат аналитичар, со кого повремено се слушаме во текот на годината, особено кога имаме нешто да анализираме регионално. А денеска сакав да поразговараме со господинот Несими за оваа состојба која сега се случува во Косово и околу Косово, а кое што деновиме можеме да проследиме како резултат на активностите на специјалното обвинителство во Косово. Махи, практично се приведени, уапсени, а потоа испратени во Хаг клучните луѓе од генералштабот на некогашната ОВК. Хашим Тачи, Кадри Весели, Јакуп Красничи, Реджеп Селими и така натаму. Какви се прво одеците во самото Косово околу овие активности, околу заминувањето на сега веќе осомничените во судот во Хаг? Првичните реакции очекувано дека се недобри, бидејќи се пак без оглед зашто се товарат, без оглед колку се вистините тие настани, колку тие се вплетени во тие настани. Јавноста не е подготвена за така крупен настан. Не е подготвена тројца највидните луѓе, најзначајните на Демократската партија на Косово да завршат така во Хаг. Од она што го имаме како искуство, веројатно сега ќе се преде на едно долго судење во процес во кој што ќе се докажуваат вините, ќе се одрекуваат вините и така натаму. Главно сите кои што заминаа во Хаг начело со поранешниот веќе председател Хашим Тачи се изјаснија како невини. Морам да кажам дека листата на инкриминации со кои се соочуваат е многу долга и таа е од оние најтешки дела. Се работи за нивните наводни активности 98-99 година за време на војната на Косово. Тие се обвинети сега кој како, ама вкупно за негде околу 100 убиства, 18 исчезнувања и киднапирања, 416 нелегални притвори. Во суштина се работи за активностите што се правени во 15 логори, затвори на Косово за време на кризата и уште 2 во Северна Албанија. Ги набројувам овие, да кажам, кривични дела со кои се осомничени, бидејќи тоа на вистина се едни од најтешките, а се работи за дела кои што тангираат злосторства против човештвото и воени злосторства. Нешто од обвинувањата се за индивидуални одговорности, а поголемиот дел се и за командни одговорности. Се дискутира ли тоа, Махи, од она што од тука може да се следи, се разбира во Косово на еден да кажем по елабориран начин, или се уште се само првите политички реакции и овој тип на една првично реагирање на обвинувањата? Мислим дека анализите кои се прават во Косово се добри. Мислим политичките анализи кои се јавни, дебати се добри, аналитички. Нормално тука веќе доаѓамо до две супротставени, така да кажем, линии. Едната групација која под никоја цена не се согласува тие личности да бидат осудени, бидејќи ги поврзуваат со главната нивна преокупација со војната, со тенденциите за ослободување, за истерување на Србија од Косово и така натамо, од тоа што представувало УЧК, и другата која се залага за навистина да одговара секој за тоа што го сторил или не го сторил. Значи, тука се приплетуваат
едната групација, нормално таа во мнозинство е подржувачи на луѓето кои сега веќе се во Хаг, односно и другите кои најверојатно ќе има и други кои ќе бидат оптужени, но во главном значи преовладува и не она баш наливачка позиција кон Тачи, кон Красници и сите други. Значи, има еден дел на аналитичари кои навистина се залагат за процеси, за тоа да одговара пред суд секој што сторил кривично дело, и едната групација која сепак не се согласува целосно со тоа и ги наведуваат и секогаш од тој поглед се зема за пример Србија, односно сето тоа што србите направиле на Косово, а фактички не одговарале. Не разбирате, и секогаш се потенцира ова во тоа село убиени толку, таму толку и така натаму, а вика никој не одговарал. Дали може би целата оваа активност сега на Хашкиот суд се доведува во врска можеби со некакви актуелни српско-косовски односи околу разрешување на ситуацијата, дали се разбираат можеби овие, барем во еден дел во јавноста, овие потези како притисок врз косовската политичка елита да прифати некакви решенија, или тоа сепак се остава на страна? Мислим дека тоа премалку се нагласува, односно не е преокупација, бидејќи видите суд, овој суд, специјалниот суд е оформен на барање, односно во согласност со Косовското собрание. Косовското собрание изврши уставни промени за да може да се формира овој суд, и тоа е веќе 5 години однапред, не разбирате. Сега овие последни настани во известна смисла само се сопаѓат. Разбирате, Какви се импликациите кон Албанија, бидејќи гледаме реакции од Албанија, бидејќи и на територијата на Албанија наводно според обвинувањата на обвинителството се правени воени злосторства, особено во двата кампа таму во Кукс и во Хас за време на кризата, кои што беа отворени за затвореници, кои што ги приведуваше ОВК. Има ли околу тоа анализи, околу тоа импликации? За сега не, но и јавноста во Албанија е поделена, не разбирате, исто како на Косово, и тие едната групација е да овие под секоја цена одговарат, другата дека се врните луѓе на УЧК и така натаму, а импликацијата на Албанија малку има сознанија луѓето за тоа. Сигурно тој нема ни 5% на луѓето кои имале порано сознанија, но секако дека ќе предизвика и таму одредени реакции, бидејќи и тогашните структури дозволиле во нивната земја да се случува тоа што се случило, ако се случило, колку се случило. Има ли импликации за Македонија? Што велат косовските медиуми? Ве прашувам, бидејќи се разбира Али Ахмети беше и во својство на сведок. Всушност ние точно не знаеме во кое својство, но според она што го тврдат од неговата партија, па и самиот тој, дека тој бил викнат како сведок. Има ли некакви навестувања дека, бидејќи господинот Ахмети беше во врвот на ОВК, гледаме дека практично целиот генералштаб на ОВК полека почнува да се приведува. Очекувате ли во таа смисла импликации од ситуацијата во Косово и во Македонија? Прво, да нагласам дека на вистина на Косово се случиле настани, и после завршувањето на таа војна, после така влегување на силите на НАТО во Косово, се случиле убиства на врвни луѓе на Косово.
тие не се случиле веќе од страна на србите, него од страна на албанците. И до сега скоро никој за сите тие убиства не одговара. И нормално одредени од нив веќе на одредени веќе им се подигнати споменици и така натамо, а не се знаат убийците. Погото и тука навистина има голем број на луѓе кои барат под секоја цена овие да одговарат, односно тие сторителите на тие кривични дела да одговарат. Веќе има нивните деца, веќе се во политиката, разбирате. А татковците им се убиени и никој не знае кој го направил тоа. Затоа овој дел на Косово, едниот дел е поделен, зашто србите не одговарат за кривичните дела сторени на Косово, а одговарат само албанците. Ќе има ли импликации кон Македонија? Сега, не верувам дека ќе има некои поголеми импликации, но самото појавување на господинот Ахмети на судот во Хаг, без оглед дека во својството на сведок, зборува многу е лоша индикација за него, бидејќи значи истиот тој знаел све тамо што се случува на Косово и во текот на војната и после војната до 2001 до дека тој веќе дошол во Македонија и знае значи за сите овие убиства за кои ќе треба да одговарат неговите најблиски пријатели. И само по себе тоа е доволен тоа е една политичка непријатност, така е. За тревога. Господине Несими, благодарам за ова. Немавме време да разговараме за вашата уставна иницијатива за изборите, па дури ни за тоа дека ја тужите Комисијата за лустрација, за компензација за тоа што ви досуди лустрација, но ви ветувам дека ќе се чуеме на тие две теми посебно, бидејќи времето сепак ни е ограничено ова утро. Благодарам уште еднаш за оваа анализа и до слушање. Фала ви на поканата, до слушање.